Синиша Новески е наш познат академски скулптор со повеќе од 20 скулптури изложени во јавни простори во Македонија, Србија, Бугарија и Соединетите Американски држави. Со повеќе од 20 самостојни и 35 групни изложби, Новески е добитник на многобројни награди во неговата кариера. Токму ја имам честа и задоволството да му постакам денес добре дојде во студиото на телевизија Сонце во емисијата од своја страна. Синиша, ви благодарам што ја прифативте мојата покана да проговориме за вашата кариера и секако за сево на кое што ја следи истата. Благодарам на поканата. Првично, како сте? Одлично, одлично. После изложбата постои тој позитивна атмосфера дека од свеченото отворање на изложбата заврши и така да одлично се чувствувам. Многу се радувам за ова наше интервју. Одамна сакав да ве поканам, но еве последната ваша изложба беше повод и мотив плюс за ова наша дружба. Синиша, патина на љубовта се случи пред, чинаваме, една седмица во галерија Метаноја. Вашата последна изложба, зошто токму патина на љубовта и кои импресии, какви импресии носите од изложбата? Ајде. Прво сакам да кажам дека ова е моја втора самостојна изложба во Скопје, во Метаноја. Метаноја е одлична галерија која многу одговара на моите скулптури затоа што е од камерен мал состав. Скулптурите одлично се вклопија во самиот простор и амбиент и е многу убава локација во центарот на Скопје. Самиот наслов Патина на љубовта е поврзавме да направиме едно обележување на денот на влюбените, 14 февруари, денот на виното и на уметноста. Самиот автор на текстот Коста го даде наслов Патина на љубовта. Патина на љубовта, патина значи, ако зборуваме ликовно и скулпторски, финалниот дел на скулптурата, поточно бојата, како би изгледала скулптурата после одреден период. А самата патина значи и некоја трага, а трагата е блиска до љубовта, може да биде блиска и до виното и до уметноста. Така, на самата изложба видовме многобројна публика, како љубители на уметноста, сами познати уметници, но и јавни личности од јавниот живот во Македонија. Како сте задоволни од сето тоа? Како помина изложбата, првите денови од неа? Изложбата помина одлично. Јас сум многу задоволен кога на моја изложба доаѓаат луѓе или публика, љубители на уметност од сите професии и сфери. Значи имаше доста мои колеги, ликовни уметници, од областа имаше на дипломатијата, на политиката, на музиката, луѓе кои се големи колекционери, така да тој интересен микс на посетеност на мојата изложба и даде посебен шмек и убава атмосфера баш за отварањето на изложбата. Така, доктор Коста Милков од Балканскиот институт за вера и култура, во освртот кон оваа изложба ќе напише дека токму преку овој избор на дела со уметнички јазик говорите за љубовта и животот. Дали можеби токму љубовта и животот и се она што поминува низ самиот живот беа инспирација за овие скулптури овде? Ваша инспирација? Точно, да. На оваа изложба направивме одреден избор на неколку скулптури од повеќе периоди од моето творештво. Може да се каже, имаме распон на скулптури од 20 години творештво, каде што доминантна тема беше љубовта во скулптурата. Поточно во сите мои скулптури има голема љубов и може да се препознае љубовта, меѓутоа ние направивме некоја селекција каде што преку љубовта требаше да пратиме порака со скулптурата. Љубовта тука беше изразена не само љубов спрема партнерот, туку и љубов спрема мајката спрема детето, таткото спрема детето, љубов спрема професијата, затоа што имаше неколку скулптури како што беше жена со виолина, љубовта спрема татковината, каде што представивме еден крал кој е влюбен крал, кој е влюбен и во својата татковина, во својата земја, меѓутоа влюбен и во некоја личност. Така да љубовта беше изразена во повеќе сфери, меѓутоа поентата ми беше преку скулптурите каде што сакаме да потенцираме таа патина на љубовта, самата скулптура да се доближи до публиката, до гледачот
и да се изрази таа интеракција, тоа чувство на привлекување помеѓу уметничкото дело, конкретно скулптурата и самата публика. Така да за мене беше посебно задоволство кога одредена публика, одреден гледач, одреден човек че застанеше пред моето уметничко дело скулптурата и пронајдеше љубов со одредена причина или повод. Тоа е голем комплимент за еден уметник, посебно за мене како скулптор, кога самата скулптура ќе допре до душата на гледачот. Како еден уметник како вас ја доживува и ја сваќа суштината на животот, суштината на љубовта од друга страна? Знаете како, ние уметниците сме таков тип на луѓе кои се обидуваме на некој начин да застаниме времето и да дадиме некоја бесмртност преку уметничката творба, конкретно јас преку скулптурата. Животот сите нас не тера да поминеме некоја патека која мислиме дека е случајна, а мислам дека не е случајна. Сите случки, сите среќавања, сите разговори, сите средби се веќе планирани, меѓутоа ние само треба да ги изодиме тој пат, а тој пат е многу битен да оставиме одредена трага, дали тоа станува посебно љубовта, трага ке одредени личности, ке одредени настани, разни доживувања. И самиот живот е многу инспиративен за нас уметниците. Некојаш кажуваат дали што е поинспиративно во вашиот живот да творите кога сте влюбени, разочарани во тага, повлечени. Јас не можам да кажам дека едното и другото е подоминантно. Секој момент во животот е за нас инспиративен. И тоа е убавината на творештвото на еден уметник, кога во секој дел од животот, секој момент го искористувате максимум за да можете да творите, за да не чекат идеални услови дека сега утре или заутре ќе бидам во посебно расположение, можеби влюбен или ќе имам посебно чувство кога треба да творам. Значи секој момент во животот секој уметник треба максимално да го искористи, да го трансформира во свое уметничко дело. А уметничкото дело секојаш можеме да го оформиме како резултат на својата ликовна едукација, искуство, меѓутоа и инстинктот или метафизиката што ја носиме во себе. Затоа што самото уметничко дело мора да има некоја нишка на уметност, а уметноста не се учи. Ние научивме вештината како да создадеме уметничко дело и ликовен јазик. Меѓутоа, самата нота на уметност, уметничкото дело мора да ја развивате преку работа, а секоја работа допринесува кај вас да го разгорите уметничкото што носите во себе, да направите што подобро и подобро уметничко дело. Токму така, во оваа патина на љубовта, преку неколку женски ликови доловувате и неколку метафори кои што треба да ги откријат гледачите. Колку жената и незината борба за рамноправност, борба за еманципација денес во 21. век е токму ваша инспирација, Синиша? За мене посебна инспирација, можам со сигурност да кажам дека низ целата историја на уметност на човештвото, жената е еден од главните мотиви скоро на сите сликари, уметници и скулптори. Се прашувате зошто? Затоа што прво многу е близок односот помеѓу мажот и жената, биолошки, емоционално, интимно и така натаму. Меѓутоа, женското тело представува една од најубавите композиции како уметничко дело. Размислувам тука пропорција, хармонија, складност и така натаму. Меѓутоа, женската фигура дава и посебна енергија на интимност, на блискост, на мајчинство, на одредена символика која носи жената. Јас имав и точно мојата прва изложба во Македонски Брод беше на тема жена, каде што представив одредени стилизирани женски фигури кои има своја символика и метафора. Имав жена на сеќавање, меморија, на слобода, жена со книга. Последно време доста работам тематики мајка со дете, затоа што секој уметник на некој начин е поврзан со мајката. Знаете, првиот контакт на уметникот е секој со мајката. И мајката е таа која ги дават првите емоции, првото чувство на сигурност, на радост, на закрилност, на посебна димензија, и таа врска секојаш останува со мајката. Подоцна тоа чувство, тој однос на мајката спрема женската фигура пренесувате и спрема вашата партнерка, вашата черка, пријателка и така натаму. Така да многу е специфичен тој односот помеѓу
уметникот и жената. Така, ајде потоцно малку повеќе повторно за изложбата, меѓутоа сега да се навратиме на вашата кариера. Позади камерите ми откривте дека 12 години живеевте во Србија, во Белград. Како беше да се работи токму во Белград? Искрено, јас имав посебна чест и привилегија да живеам одреден период во Белград, затоа што Белград е светски град. И Белград беше не школа за мене само за ликовниот свет како уметник. Белград беше и одредено школо и искуство за мојот живот како што е културната дипломатија, културниот менеджмент, контакт со многу странци кои живеа во Белград и тоа искуство кое го добивате од цел свет е многу драгоцено и добро. А и самиот Белград како град има посебна енергија, град со убава природа, со две реки, доста инспиративен. Така да едни од најубавите скулптури кои ги направи во моето творештво се во Белград. Дури имав и посветено неколку скулптури на Белград и на Србија, како што е Кошава, повторно уште една женска фигура која има Сава и Дунав, Сава и Дунав, Белграѓанка. Така да Белград беше многу инспиративен за мене. Така. Сакам да прашам како живее Скопје низ уметноста за разлика од еден малку поголем град? Македонија и Скопје имат голем ликовен потенцијал. Значи, од секојаш во Македонија имала многу добри ликовни уметници. Таа традиција и денеска се продолжува. Меѓутоа, денеска на македонскиот уметник му треба посебна мотивација за творење и тоа што го твори покасно да може да го изложи дали во галерии, тука или надвор во светот. Значи, многу е битно сега македонската култура и уметност да вложува во поединецот како уметник. Ме разбирате, кога вложувате во поединец како уметник, тогаш правите институција на ликовен уметник, музички уметник и така натаму, кој е добра репрезентација не само на македонската култура и уметност тука, туку и во светот. Затоа што културата и уметноста отварат многу порти кои што тешко може да ги отворат политиката или нешто друго, а со самата убавина, со самата естетика, со самата спонтаност, уметноста е многу се пробива во светот и дава добра слика на Македонија. Токму така. Имате работено и како педагог, како професор. Да. Која е, Синиша, крајната, можеби највисоката цел во кариерата на еден скулптор? Каде се гледате следно? Јас точно, имав искуство како ликовен педагог, скоро и во основно и во гимназија. Моја наредна желба е да бидам професор на факултет, затоа што имав посебна можност да бидам дел од тимот или да работам како асистент на многу познати скулптори тука во Македонија, меѓутоа и надвор од Македонија, и баш сакам тоа ликовно искуство да го пренесете. Да го пренесеме, да. Затоа што скулптурата има специфична педагогија и методика. Можете ви да бидете многу успешни како уметник, меѓутоа многу битно е тоа успешност да знаете на добар начин да го пренесете на своите студенти. Во смисла да можете да ги мотивирате и да им дадите одредена насока како да успеете. Сега специфично е кај нас кај ликовната педагогија, професорот не треба да му го сервира или да му го даде крајното решение на неговото уметничко дело. Значи треба да му даде одредени насоки како да дојде до резултатот. Така да еден од моите предизвици е да можам моето искуство да го насочам кој студентите, да го кажам вистинскиот пат како да дојдат до прво пред све како добар уметник, меѓутоа и како што се градите како уметник, се градите како вистинска личност, затоа што личноста е како уметник многу битна за една социјална кохезија во општеството. Колку талентот е присутен да се работи токму оваа професија? Тоа е интересно прашање, дали е побитен талентот или работата. Ја би кажал дека едното и другото. Морате да имате секако талент, да го сакате тоа што го работите, посебни некои предиспозиции дека можете да направите добро уметничко дело, меѓутоа талентот го развивате со повеќе и повеќе работа. Од мое лично искуство, добрите скулптури кои ги имам направено во моето творештво дошле како резултат на голема работа и големо истражување. Никогаш нема да треба да чекате дека идејата ќе ви падне од небо, дека имаме гениална идеја, ќе направиме супер скулптура. Самиот резултат до добра скулптура се доаѓа како резултат на работа, меѓутоа
тука има и некој друг аспект, освен талентот и работата, многу е битно истражувањето, посета на доста музеи, комуникација со доста уметници, комуникација со обичниот свет, значи никогаш не знаете каде можете да добиете вистинската инспирација. Сега, откако ќе добиете инспирацијата, одите во вашиот уметнички храм, кој се вика ателје, каде што почнувате со реализација на вашата идеја. Колку време, Синиша, е потребно за да се осмисли првично идејата да дојде, па да се сработи целиот процес околу една скулптура? Најтешкиот дел е идејата. Значи, кога имате идеја, после лесно можете да разработите како сакате да изгледа таа идеја тридимензионално. Првиот чекор кон реализација на идејата е цртежот. Значи, прв контакт со идејата е цртеж. Мора вие преку цртеж, преку линија, да видите како би изгледала скулптурата. После се одлучувате на наредниот степен е моделирање во глина. Има два начини на креирање на скулптурата, со додавање преку глината и одземање во каменот или во дрвото. Откако ќе моделирате скулптурата во глина, значи зборам за мал формат, а претходно исто мора да има одредена конструкција глината, значи мора да направите некој скелет на скулптурата, би го нарекол. По завршувањето на моделирањето во глина се оди на процесот во гипс, каде што после обработката во гипс, самиот автор во зависност од желбата, меѓутоа и материјалните средства се одлучува на кој материјал би се посветил, дали тоа ќе биде бронзата, каменот, дрвото. Тие се како некои традиционални материјали, меѓутоа денеска со современата уметност, модерната уметност, авторот се труди да смисли некои своји материјали кои би биле на некои начини и подостапни, поевтини и покреативни. Да, тука ми влеговте начелно и во следното прашање, какви се материјали најчесто користите вие како скулптор? Јас имам испробано скоро во сите материјали и добро е уметникот малку, како би се рекло, да лута со материјалите, да се бара со материјалите, затоа што ако влезете во еден материјал, тогаш се навлекувате на манирот, а манирот ве влече кон одреден занает и на повторување. Добро е секој автор да се проба во сите материјали. Значи, јас имам работено и во камен, и во дрво, и во бронза. Имам правено одредени инсталации како ready-made некои предмети кои се најдени во природата, како пластични шишиња, картони. Последно сега исто многу сакам да работам затоа што потекнам од една средина каде што има доста природни материјали. И работам land art, самиот збор кажува land art, значи материјали најдени од земјата, како што се одредени гранки, листови, земја и така натаму. Така да, во секој пристап јас се наоѓам самиот себе си како нова личност и како нов уметник. И уживам баш да експериментирам со материјалите. Така, верувам дека е така. Синиша, има ли скулптура која што за вас беше посебен предизвик за работа? Знаете, секоја скулптура е интимно поврзана со уметникот и тешко може да направи уметникот селекција дали ова подобра или со ова повеќе посвети внимание, таа ми е подрага или некоја друга. Секој случај има неколку скулптури каде што баш се препознавам јас и како автор и се гледа дека таа интимна поврзаност со скулптурата е очигледна. И многу интересен феноменот, некогаш премногу размислувате да направите некоја скулптура, меѓутоа ако анализирам сега, можам да заклучам дека некои скулптури како резултат на инстинктот и моменталната инспирација се едни од моите најдраги скулптури. Тука би ги одвоил будење, имав една посебна скулптура каде што имав представа на кој исто така ми е многу драга скулптура. Фамилија од Корнати, каде што добив неколку награди за таа скулптура. Така да би набрал палета на повеќе скулптури, меѓутоа би се одлучил сега за овие. Споменавте награди, овде во овој концепт на патина на љубовта се наведени многобројни награди за вашите дела. Колку значат наградите за еден уметник? Па значат, знаете како, секој случај наградите се секојаш добредојдени за авторот. Прво затоа што е вреднуван неговиот труд, а второ е мотивација за повеќе да работите и да имате одредена одговорност затоа што сте добили награда и мора тоа ниво да го држите дека вашиот труд и вашите дела вредат. За мене беше многу интересно, специфично, после првото враќање од Белград во Скопје имав две групни изложби каде што едно
позади друго добија 2 награди. И на тој начин македонската ликовна публика дозна за мене преку наградите. И мене им беше мотив да почнам уште посериозно, поамбициозно и со поголема љубов да творам и да работам во скулптурата. Колку енергија и време бара оваа професија, Синиша? Па бара доста. Знаете, некои професии имаат одредено работно време. Одите од 8 сато до 4 сато да ви завршува работното време и вие сакате да се исклучите од вашата професија или работа. Кај уметникот е специфично, значи немаме ние некој тајминг кога треба да работиме или не треба да работиме. Ангажирани сте максимално, значи 24 сата. Некојаш и во текот на денот, некојаш и додека спиете и пред спијањето имате интересни идеи кои сакате веднаш да станете да ги забележите затоа што после ви се губат. Така да се случува некојаш да работам и во касните часови на ноќта, некојаш да станете са баље да работите. Зависи каков елан ве понесува скулптурата и кога имате неголема желба да работите. И можам сигурно да кажам дека малку е специфичен животот на уметникот, затоа што сака да има континуитет на мислата. Знаете, многу е важно кога добивате идеја, што побрзо да ја реализирате таа идеја. Не можете да чекате, утре има време, задутре има време. Самата желба, самата привлечност да го решите што побрзо не е тој проблем, меѓутоа таа задача како би изгледало уметничкото дело, стапувате веднаш во акција колку што можете. Значи професија без работно време, работа без работно време. Да, може да се каже така, да, така може да се кажеме. каже. За еден уметник е од круцијално значење поддршката која што ја добива од семејството, од блиските, во сето она кое што го создава и кое што го отвори. Предпоставувам дека најголемата поддршка ја добивате од вашето семејство. Колку за вас е важна поддршката? Многу е важна. Додека живеев во Македонски Брод, една од најголемите поддршки беше татко ми, каде што беше вклучен во изведбата на сите скулптури буквално. Беше како мој асистент и на некој начин кога имате свој родител покрај вас во некоја професија, тогаш е многу важно да се докажете пред родителот дека да се оправдате дека еве јас бев скулптор. Дека сте навистина добар. Да, дека сте добар, меѓутоа и убаво е чувството, знаете, да бидете покрај родителот и да работите заедно со него скулптура. Така. Сега, бидејќи не живеам со моите родители, живеам со сопругата и со чарката, сигурно можам да кажам дека сопругата е голем поддржувач на мојата уметност, во смисла тај еден вид и како мој менаџер ми помага во мојот маркетинг, изведба на веб страна, ме коригира со некои идеи, со наслови на скулптури. А черката исто така е голем мотив, меѓутоа и поддршка кога детското дете ќе види одредено уметничко дело, многу лесно, искрено може да препознае што е добро или не е добро. Има случувања кога работиш нешто и черката ќе ви каже тато не е баш ова добро или као не ми се допаѓа. Децата чувствуваат и децата не може да излажат. Тие се наискрени, да. И некој што ме замислува и остава малку пауза да видам што може да биде подобро уметничкото дело. Така да некојаш и добрата критика е добронамерна за да направите подобро уметничко дело. И многу е важно за уметникот да биде флексибилен и да прима информации. Постојат и одредени суетни уметници, може да се каже дека и јас на некој начин сум помалку, да. Меѓутоа, прифаќам да бидам флексибилен, да примам други идеи и да ги разработувам идеите. Ке го видиме ли вашето име на некој поголем проект во иднина, на што се работи? Па да, моментално оваа година имам доста закажано неколку изложби. Баш сакам да направам одредена турнеја да прикажам од моето творештво низ Македонија. Веќе имам закажано изложби во мојот роден крај Македонски Брод во Домот на културата, во Гевгелија. Имам исто така закажана изложба во Загреб, во културниот центар преку Националната галерија. И исто така во Мала Преспа, каде што има Ден на македонска култура, имам понуда да направам и своја изложба. Сега, освен овие проекти, јас се занимавам и со индиректно на некој начин и со културната дипломатија. Се уште сум уметнички директор на Денови на македонска култура во Белград, каде што традиционално секоја година во мај организираме културни настани. Така да паралелно го работам и едното и другото. Меѓутоа, во секој случај, еден од приоритетите се надевам дека ова година ќе можам да работам и како ликовен педагог на некој од универзитетите во Скопје. Синиша, каде се ќе можеме да ги погледнеме вашите скулптури?
Да подсетим изложбата Патина на љубовта до кога е отворена? Да, значи Патина на љубовта изложбата е отворена до 6 март во галерија Метаноја, во строгиот центар на Скопје. Меѓутоа, јас имам и ателје каде што секојдневно се отворени посетите за посета во моето ателје, каде што може да се видат моите скулптури. Меѓутоа, имам и некои скулптури во јавен простор, секогаш кога шетате по кракеот, имаме една скулптура жена со гитара, која може да се види. Исто така имам и некои портрети во јавни објекти низ Скопје, неколку отворени простори во Македонија, така да мило ми е што имам дел од себе како автор на неколку локации во Скопје и Македонија. Што друго го исполнува вашето слободно време покрај уметноста? Каде ги полните најчесто батериите? Па имам неколку хобија, меѓутоа кратко е времето за да направите некоја баланса за да можете да се посветите на својата професија. Многу сакам да готвам кога имам слободно време. Го сакам спортот, го сакам дружењето и исто сум љубител на другите уметности. Кога имам слободно време сакам да погледам добар театар, добар концерт, да прочитам некоја добра книга. Кога сме кај книгите, јас и моите пријатели од издавачката куќа Арс Ламина, за секој мој гостин обезбедуваме книга подарок од македонски автор. Да. За вас ја одбрав Боксерот од Ново Мало од Владимир Павлевски. Се надевам дека во слободното време секако со задоволство, ќе си ја прочитате за во вашата домашна библиотека. Благодарам, да. Одлично, ви благодарам многу за овој муавет, за тоа што ја прифативте мојата покана да бидете дел од своја страна. Ќе го заокружиме разговорот со тоа што ќе најавиме што ќе биде следно на вашата агенда и каде се ќе можеме да се гледаме во следно период. Да, јас начелно кажав, значи каде се моите изложби. Нареден проект се надевам дека ќе биде изложбата во македонски Брод. Така, во родното место. Во родното место. Да. Синиша, ви посакувам уште многу успех на полето на уметноста, да ја гледам уште доста изложби од вас. Како што кажавте, ви посакувам низ цела Македонија успех и се гледаме само за ви благодарам. Убави успешни работи. Беше чест и задоволство да бидам гостин во вашата емисија. Така е, почитувани гледачи, овде и вам ќе ви се благодарам за вниманието. Денес во своја страна разговараме со Синиша Новески, наш познат академски скулптор и педагог. Се надевам дека со овие 30 минути успеавме да го задржиме и вашето внимание. Овде ќе ве поздравам и ќе се видиме за една седмица од сега.